Знаеме сите дека во Македонија се уште обстојува кризата, период кој што е познат како период без некои значајни инвестиции, посебно во оној најзначајниот сектор, а тоа е производството, производствените погони, фабриките или слично. Општина Струмица скоро 9 месеци работеше на стимулирање, охрабрување на приватни фирми од дома и од странство за инвестирање во нови фабрики и нови производствени погони. Впрочем, ние имаме преку 1 милион метри квадратни државно градежно земјиште подготвено за нови инвестиции. Најголем дел од тоа земјиште е за изградба на фабрики, производствени погони, стоваришта и откупни пунктови. Имам среќа да објавам дека во среда, на 2 март, успешно заврши лицитацијата во транспорт и врски и 16 компании со кои што разговарав за купување на земјиштето заради изградба на нови фабрики. Потенцирам исклучиво на нови фабрики и производствени погони. Во зона Исток или позната зона Сачево се продадоа 400.000 метри квадратни или поточно 396.000 метри квадратни градежно земјиште за производствени погони за изградба на нови 16 фабрики. Од тие нови 16 фабрики 4 се странски компании, 12 се домашни компании. Од сите, јас би сакал денеска да ги кажам сите дејности кои што во таа нова индустријска зона ќе бидат присутни. Така да од германскиот инвеститор се очекува изградба на нова сушара од најсовремен тип за земјоделски и овошни производи. Ке имаме бетонска индустрија внатре, ке имаме индустрија за метални производи, индустрија и за неметални производи. Ке имаме предилница со фарбара, производство на LED дисплеи, конзервна фабрика, хемиски производи за употреба во домакинството, производство на мебел, производство на екопалети, производство на круасани, млекара, производство и доработка на кафе, производство на амбалажа и производство на армирано бетонски производи. И дополнително уште една фабрика за метални профилни производи. Вкупно 16. Таа е намерата за изградба. Она што е значајно, сакам и како градоначелник, и како политичар да потврдам во општеството дека ако доволно се заложиме, сепак можеме да поттикнеме инвестиции и домашни и странски во она што е најзначајно за Македонија, а тоа е изградбата на фабрики и производствени погони. Зошто значајно? Заради тоа што навистина овој дел на економијата е значаен од и отвара трајни работни места, постојани работни места кои што може да бидат на располагање на граѓаните на Република Македонија, во нашиот случај на граѓаните на општина Струмица и целиот струмички регион. Истовремено сакам да нагласам дека со реализацијата на ваквата индустријска зона ќе добиеме индустриализација, односно индустријска зона која што ќе биде и поголема од Бунарџик. Впрочем, и по планот од 400.000 метри квадратни, таа е втора индустријска зона после Бунарџик, која што е урбанизирана. До сега таму се Джонсон Мет и Джонсон Контрол, кои што имаат многу помала квадратура изградена од она што ја имаме, а очекувам дека со изградбата на сите овие фабрики да имаме минимум процентна изграденост од 20%, кое што апсолутно во сите параметри ќе ја помине изграденоста на Джонсон Контрол и Джонсон Мети во индустријската зона Бунарџик во близината на Скопје. Со ова индустријска зона очекувам да се отворат до 1500 работни места. Во првиот наврат, значи и до крајот на оваа година, новите работни места би биле помеѓу 500 и 1000. Значи имаме и трудоинтензивни дејности внатре, имаме и техничко интензивни дејности, кои што ангажираат и помала работна сила. Но во прв наврат, во прв мах, очекуваме да се вработат минимум 500 до 1000 луѓе, така да во годините 2012 и 2013 да достигнеме бројката од 1500 луѓе само во таа индустријска зона. Она што е исто така друго значајно за самата индустријска зона е општината во преговорите со овие бизнисмени заради постигнување на стимулирање за инвестирање и охрабрување
ги направи сите можни анализи за делот на комуналните надоместоци за изградба на инфраструктура, каде што е подготвена, заедно се разбира со советот на општината, да ги даде сите можни дисконти до минимално ниво на вредноста на инфраструктурата која што треба да биде изградена. Уште оваа година во буџетот е предвидена изградба на водоводен систем за целата зона, фекална канализација, атмосферска канализација, проширување на патот М6 Сачево, кој што треба да биде директно поврзан со индустријската зона Сачево заради големиот транспортен систем. Таму има само уште една слободна парцела од 11.000 метри квадратни, каде што очекуваме Евана Македонија да ја земе по долгорочен закуп од државата заради изградба на енергетските комплекси кои што треба буквално да го хранат со струја целото тоа подрачје на нови фабрики.